од одредбите кои што тоест представките што ги имам пратено до Комисијата за спречување дискриминација е договорот за вработување, кај што пишува у член 2, ова е мојот договор, мојот последен договор, ќе го покажам. Така. Кај што пишува у член 2, предпоследната одредба. Секој изразување на незадоволство во форма на протест, лични јавни истапи преку кои се нарушува угледот на армијата и на Република Северна Македонија, како и на други форми што се спротивни со закон и одредбите на овој доброволно подпишан договор, се смета за повреда на законот и овој договор и е основ за негово раскинување од страна на Министерството за одбрана. Значи клаузула кај што ти се закануваат дека ако излезеш јавно да протестираш за плата, за да добиеш пензионирање, ќе ти се раскине договорот. Јас поднесов иницијатива до Уставен суд и Уставниот суд го одби ова. Замислете, Уставниот суд на моје барање за заштита на слобода и права на човекот, на граѓанинот, за заштита на право на слободно изразување, право на мирно собирање и изразување на јавен протест, што е уставна категорија. Уставниот суд го одби. Зошто? Значи во вашиот договор не баре пишува дека државата е навредена и омаловажена и министерството да излезеш да бараш подобри права, бидејќи немаш, факт е дека немаш, вака се закануваат. Ке ти го прекинеме договорот. И затоа не излегуваат. Значи, ова се воведе 2010 година. После 2009 кога имаше 1000 професионални војници што маршираа низ Скопје. Памтите, на 1 февруари 2009 каде што година и пол протестиравме пред влада токму за решавање на статусот. И што се реши? Од 38 на 45. Значи, остана трагедијата се уште нерешена. Нема пензионирање. На 45 има заминување од армијата и на улица. За да не ја бараат јавно, да не излегуваат, уцена. Уставниот суд, катастрофална одлука, докажа уствари дека се дискриминирани војниците, потврди. Значи, Уставниот суд ја потврди дискриминацијата на што ја прави Министерството за одбрана, бидејќи Уставниот суд треба да ги брани правата, уставните права на граѓаните во државата. Војниците граѓани се. Да. Сите имате право да протестирате, војниците немаат право. Ова е одбиено од Уставен суд, ова е одбиено и од Комисијата за заштита и спречување дискриминација. Знаете зошто е одбиено од Комисијата? Затоа што после утврдената дискриминација за дискриминацијата за нетрансформиран работен однос, видоа дека ќе има многу иницијативи од мене, им извршија притисок воената структура, им изврши притисок на Комисијата. Ова е ексклузивна информација. Каде што на моја иницијатива после ова што е за дискриминација, понесов иницијатива затоа што незаконски мој синдикален представник го прекомандува на друго место и во друга касарна. За да не се утврди дискриминацијата, бидејќи претходно е 2 пати повторена во моја корист и на мојот секретар, значи на мене лично и на мојот секретар, ова е трето копи-паст. За да не биде потврдена, се прават документи од началникот на Генералштаб, каде што е потписник на тој документ, каде што се наведуваат незаконски постапувања против синдикатот, неточни информации и искажани лаги, и каде што началникот на Генералштабот на армијата тврди дека мојот синдикален представник не е синдикален представник. Можете да замислите. Орган на работодавецот, воена структура, кажува во независна институција синдикат кој е синдикален представник, кој не. Скандал од невидени размери. Овој документ го потпишал директно началникот и го доставил до Комисијата. Комисијата, од информација од членови од Комисијата, во период од 2 месеци им е вршен вербален притисок на работното место да ги одбиваат сите иницијативи доставени од синдикатот против Министерството и против воената структура армијата.
И тоа се случува. Попуштаат на притисоците и ја отфрлаат иницијативата, не е дискриминација, а претходно 2 пати ја потврдиле, значи сами си се демантираат комисијата, но под тој притисок од власта попуштиле. И сите иницијативи, сите представки доставени до нив, сите ги одбиваат. Замислете, одбиваат представка за тоа што не им се овозможува на професионалните војници во Кичево да го искористат законското право, нивната желба, кога да го користат годишниот одмор. Командантот на касарната во Кичево си одлучува кога професионалните војници да го користат годишниот одмор. Тоа е поврзано со дискриминацијава со овие 4 години продолжување. Од оваа страна потврдила дека не треба да има продолжување договор на 4 години, треба да бидат на неопределено време, а на секои 4 години командантот од Кичевската касарна сам одлучува кога да го искористи одморот работникот.